Почнуваме со третиот разговор. Сунчица Арсовска е веќе во студиото. Ти благодарам што ја прифати мојата покана. Видов дека имате интересен настан за неколку дена. Се вика Трейл трка, вино и љубов. Минутите за тебе. Токму така. Трейл трката за вино и за љубов ја се одржува оваа година по 4-ти пат во селото Долни Дисан, Неготино, и во себе носи многу елементи кои што се невообичаени за трка, иако името е трка, и затоа е многу интересна, многу привлечна и секоја година забележуваме се поголем интерес, не само за трката, туку и за локацијата, односно местоположбата каде се одржува. Добро, која е сега идејата? Трка, вино, љубов? Како дојде до ова? Да, се заедно. Се заедно. Кога ќе ја споите љубовта кон природата, љубовта кон спортот и во исто време кога ќе се најдете во еден крај кој што плени со својата убавина и кој што има длабока традиција во производството на вино и прекрасни лозови насади кои што даваат прекрасни видици, кога ќе се најдете во таква средина, кога ќе ги запознаете луѓето кои што се вложуваат за да ни го дадат да го вкусиме виното кое што е прекрасно на вкус, тогаш една ваква идеја изгледа возможна. Додека се извинам, додека разговараме, само предлагам режијата да пуштиме некој материјал подготвен, слики кои што ги добив од вас, чисто да доловиме од претходните години што се случувало. Што се разликува оваа трка од класичните, оние кои што ги знаеме? Класичните трки се вообичаено трки за брзина, каде што спортистите максимално се вложуваат и таму облигува спортскиот елемент, значи дисциплина, спорт и се она што е за да се стигне побрзо и да се постигне подобар резултат. За резултат, така. Да. Нашата трка трчањето, односно постигнувањето на спортски резултат е во втор план. Првиот план е уживањето, да се дојде, да се помине момент во природа, да се поврзат со околината, да се поврзат со луѓето, да го иницираме социјалниот момент и да ги предизвикаме малку поинаку да го погледнат трчањето, да ја видат и онаа убавата страна од животот. Односно, да трчаат, да уживаат, односно да го доживеат трчањето. Максимално. Добро, вклучени се повеќе винари, компании, кои се е во игра тука сега? Во организацијата на настанот се вклучени како поддршка винариите од Дисанскиот регион. Пред се тука е винаријата Венец, покрај која што поминуваме и која што не е генералниот спонзор и поддршка на оваа трка, и еден куп семејни винари кои што ги нема не се толку познати на големиот пазар, меѓутоа на овој настан им помагаме да ги запознаат другите луѓе. И што представува сега љубовта кон овој настан? Тука имаме моменти на романтика, љубов, природа, спорт. Кој беше мотивот сега за ова? Се заедно. Се заедно. Се заедно. Затоа што едно без друго не ода. Тоа се практично трите основи кои што ги имаме ние, го имаме телото, го имаме духот, ја имаме природата и околината. Едно без друго не може. Затоа што пред се и над се сакаме да промовираме здрави животни навики. За да направиш, за да ги воведеме тие здрави животни навики, убаво е што од мали нозе, односно најрано што може, да ги поттикнеме луѓето да излезат во природа. Да го направат чекорот надвор. Потоа тука е љубовта кон блиските, љубовта кон себе, меѓутоа и љубовта кон природата. Тука не можеме поинаку. И сето тоа заедно го создава тој убав микс, кога сите елементи ќе се спојат едноставно, таквите моменти придонесуваат уживањето, односно чувството што ќе ви го предизвика еден ваков настан да биде уникатно. Датумот беше? Датумот е 15 октомври, 2026 година, односно недела. Зошто не 14? 14 да биде посимволично или? 14 Свети Трифун? Вака, 14 е Свети Трифун. Во нашето име, во трейл трката за вино и за љубов... Бидејќи го има виното, затоа прашувам така. На 14? На 14 општина Неготино организира голем настан. Нашата трка е практично придонес кон промовирање на настанот и тие го одбележуваат на поинаков начин во самиот центар на градот. На 14 се случува закројувањето. Тука се ангажирани практично и сите винари, го имаат тој дел. План тогаш, значи. Да, ако го правиме во исто време, тогаш ќе се поклопиме со нив. Вака ние го правиме следниот ден, односно во нашата
програма, нашиот оригинален план е дека ние ќе го правиме овој настан првата сабота после 14. Оваа година ни се поклопи во сабота и токму затоа го правиме недела, но да биде викенд, за да бидат сите слободни. Имаме ли уште простор за пријавување? Да, простор уште имаме Каде за може да се пријавување. пријават продавачите? Што ќе се случува, да ни кажете, каква ќе биде трката? Не знам, ајде, техникали. Техникали. Трката е се уште отворена за пријавување. Рокот за пријавување е 12, затоа што тоа ни е потребно за да имаме точен број, за да можеме да ги задоволиме сите потреби и се она што планираме да го направиме за бројот на учесниците. Тоа е на настани Деконус трки, или ако кликнете на интернет треил трка за вино и за љубов, тогаш веднаш ќе излезе линкот за пријавување. Тоа можете да го погледнете и на нашите социјални медиуми, ги имаме на Инстаграм профилите, имаме и на Фејсбук. Настанот ја имаме поставено и агендата, утрински стартува секако со поделба на пакетите, потоа имаме се случува трката, потоа имаме доделување на награди, после доделувањето на наградите следува малку храна, малку дегустација на вино од винариите кои што се присутни со своји производи и исто така ќе имаме забава, која што е еден од битните елементи, затоа што трката не завршува со завршувањето на трката, туку продолжува понатаму со моментите на дегустација, храна, дружење, добра музика. Значи ќе има и журка, и музика, со вина, со се. Комплетно. А колку треба да се трча? Должината на трката е 8 километри. Тоа е треил трка се вика затоа што е планинска, на некој начин одиме малку и во висина, има угорници, има долници, но тоа е предизвикот затоа што токму трката се одвива, односно патеката се движи помеѓу лозијата. И тоа е прекрасна гледка, убаво е да се види моментот кога се подготвува будењето на пролетта и закројувањето на лозијата. И точно тоа да се види зошто е толку важен Свети Трифун и зашто за тој регион особено Свети Трифун е толку многу голем празник. Ќе имаат чувство како во Франција да трчаат помеѓу лозијата. Иницијативата, односно идејата беше таква. Од самиот почеток на трката бевме на планинарење, во еден убав ден бевме на планинарење во Десанскиот крај. Патеката како што поминувавме, мене ми се виде многу интересна како за треил трчање, бидејќи јас исто така и трчам. И некако на крај излезе приказната дека е убаво да ги споиме трчањето, промоцијата на крајот, промоцијата на локалните производи и исто така движењето низ природа, ама да биде забавно. Затоа што на станиците на трасата ние немаме како на класичните трки, нели електролити и вода, ние имаме вино и ракија. И во правилата задолжително е за секој што учествува дека мора да се послужи со некој од пијалоците и да проба нешто од храната што ќе биде понудена на тие станици. Тоа е еден од условите да се квалификува за да добие награда. Добро, тоа е правилото. Каде претходно се одржува, пошто рековте дека ова е четврта трка? Четврта трка е, првата трка која што беше овој концепт или не? Да, истиот концепт од самиот почеток на трката. Така и ја започнавме, бидејќи идејата дојде од француските трки. Например, има во Ете, ова не го знаев, ка кажа дека ќе личи како во Франција да трча. Во Франција, например, во регионот на Бордо, каде што се големите лозија, винари, има маратон, тоа е цел маратон, значи 21 километар. 42 километри. А овој малиот е 21. Да. 42 километри на кои што се дегустира вино и кои што повеќе личи на фестивал, затоа што луѓето трчаат маскирани и се послужуваат со вино на целиот. Трчаат дека пијат или пијат дека трчаат? Кој како, некој застанува, некој продолжува трча и пие. Во Италија исто така, во регионот на Тоскана исто така имаат и тие маратон, тој има повеќе дистанци различни. Добро. И исто така завршува со вечера на специјалитетни тестенини. Кај нас овдека имаме прекрасен вински регион, а немавме таква трка. И ние пробно рековме ајде да пробаме да видиме дали ќе имаме интерес. А интересот е колку се пријавуваат од прилика луѓе? Па од прилика околу 200 луѓе. Па тоа не е малку. Па не е малку, варира, секоја година е различно. Имаме луѓе кои што од првиот настан промотивно, кои што дојдоа да пробаат, па еве ги се зависници доаѓаат до четвртиот, сега се пријавени. Меѓутоа имаме и многу зависници.
многу заинтересирани лица странци кои што иницијално дојдоа за да бидат, затоа што биле поттикнати од некого, веќе само иницијативно се Чекаат од пријавуваат. маратон на маратон. Од маратон, прво затоа што должината од 8 километри воопшто не е напорна. Не е целта да се истрча, доволно е да се дојде и да се испешачи. Имаме различни категории, бидејќи имаме и млади деца, Тоа имаме сакав и да прашам, возрастни. дали се пријавуваат Се помлади, пријавуваат, постари? Особено атрактивен е моментот каде што ги поттикнуваме да дојдат семејно. Затоа што имаме една категорија каде што се вика семејство, каде што се подразбира во процесот на рангирањето дека тоа треба да е родител со дете до 14 години. Интересно. И многу е убаво кога ќе дојдат заедно родителот со детето да истрчат и заедно да ја завршат патеката. Имаме млади деца, имаме се разбира повозрасни, сите се наградени. Имаме категории деца до 14 години, имаме возрастни, стандардна категорија, потоа имаме сениори или ветерани, што би рекле, кај жените повозрастни од 55 години, кај мажите повозрастни од 60 години. Имаме посебна категорија која што се нарекува семејство, значи како што реков, родител со дете до 14 години. И после признание имаме за највозрастниот и за најмладиот учесник. Имаме професионални тркачи? Доаѓаат? Доаѓаат, само не доаѓаат овдека за да постигнат резултат, туку за да си направат кејф на душата и да се истрчаат мераклиски со уживање, да се подружат со пријателите и да ја завршат трката, за да така им се бројат километрите во тренинг, но не на брзање или на специјално трчање за да бидат најбрзи. Може ли да се забележи вие како организаторка, каква е атмосферата што од Дисан ја носат дома? Од Дисан до дома јас верувам дека носат убави мемории. Убава меморија, убави сеќавања. Затоа што местата ние ги доживуваме врз основа на чувството што ни го предизвикуваат. Имаме професионални фотографи на сите страници кои што ги ловат, буквално ги ловат моментите како пристапуваат кон станиците, како се послужуваат, потоа како трчаат, како самите дали трчаат, дали пешачат, дали разговараат меѓу себе. Буквално сите тие моменти се документирани и сите учесници имаат можност да си ги превземат своите фотографии. И сето тоа, предпоставувам дека останува трајна меморија, односно трајно чувство. Освен трката, иако сме трейл трка која што е пред се забава, сепак времето го мериме. Имаме соработка со Так Тайминг, имаме бројчиња на кои што имат чипови. Добро. И така што секој учесник си добива бројче. Бројчето со чипот се мери стартот и се мери завршувањето. Вие како професионалци да ве кажам, колку со пешачење, со најспоро пешачење, ние сме го мериле кога ја маркиравме патеката 2 часа. Значи за половина час активно се трча. Најбрзиот учесник до сега стигна, мислам, за 35 минути. Толку кажувам, околу половина час, да добро подготвен тркач. Добро подготвен тркач може да ја помине, меѓутоа другите. Но она што е многу побитно е за сите оние кои што не се на брзина, зависни од брзината и дека мора да бидат најбрзо на целта, кога ќе ја поминат целта, сепак нивниот резултат останува забележан. Так. И кога ќе се кликнат на интернет и кога ќе бидат на трейл трка за вино и за љубов, тука ќе се најдат. И тоа не само што ќе се најдат по бројчето дека се запишани дека биле некогаш на трка, туку ќе се најдат и видео за тоа како влегуваат во целта. Тоа е составниот дел од се е снимено, да. Се е меморирано, се е снимено. Се е снимено. Планирате ова да биде традиционален настан? Да продолжи понатаму? Со оглед на тоа дека сме 4-то издание и има интерес и секој ден има се повеќе заинтересирани што се пријавуваат, јас сум уверена дека ќе имаме заинтересираност и понатаму, бидејќи растеме од година на година, нудиме секоја година нови елементи, јас сум уверена дека ќе бидеме интересни и дека понатаму ќе продолжиме со оваа иницијатива. Мораме да го завршуваме разговорот со една ваша порака до сите оние кои што се двоумат дали да дојдат, дали да не дојдат, еве, упатете им ја. Пораката е многу интересна. Стартувај, радувај се, уживај. Тоа е мотото и во тебе е клучот. Тоа е мотото и пораката и на нашата трка. Значи, стартувај, уживај, радувај се. Во тебе е клучот.
Ви благодарам за разговорот, мошто интересно и ви посакувам многу среќа и убав настан да имате. Ви благодарам, тогаш повелете. Ви благодарам. Почитувани, овде дека ве завршува денешното студио 10. Јас ви благодарам на довербата, се надам дека го задржав интересот со моите 3 теми за денеска. Останете на програмата на телевизија 24, за неколку минути следуваат првите студиски вести. Од мене пријатно.